Општините Пробиштип и Виница ја продолжија традицијата на чествување на спортските успеси, организирајќи манифестации на кои беа наградени најуспешните спортисти, тренери, спортски екипи и работници за нивните постигнувања во 2025 година. Во Пробиштип, 7 година поред, се одржа манифестацијата "Избираме најдобар спортист и спортска екипа". Во соработка со спортските клубови и здруженија беа избрани најдобрите во повеќе категории, меѓу кои и каратистот Михаил Томев за млад надежен спортист. Ова признание за мене представува големо и лично задоволство, бидејќи веќе 9 години активно се бавам со карате. Освојувањето на врвот Арарат на 5137 метри надморска височина на Горан Митков му го донесе признанието спортски подвиг на годината. Пред се, ова признание представува еден голем подвиг, еден голем за мене успех, кој што самиот ја себе си го донесов. Тука се заслужни повеќе лица, како на пример луѓето кои што ми помогна, кои што беа цело време дел од мојата експедиција. Тоа се најголемото друштво во Македонија I Life Hiking, начело со водичот Славко Новојановски. Сакам да ги поздравам нив, значи тие се ми како беа 10 дена таму како фамилија на Арарат. И голем поздрав и придос кој беше ми како навигација и како председ другар и врве планинар, тоа е госпоѓата Емилија Радевска, кој што е тоа дел сега тука од нас и многу голема благодарност, голема благодарност за мојата фамилија и многу успех на сите планинари и да сите да дочекат вакво нешто. Јас се чувствувам горд, значи успех како високогорец со големи признанија и ова година планирам, значи 2026 година да одам во Русија на Елбрус, најголемиот дрв во Европа. За трајни вредности во спортот Ангел Коцев, кој активно помине 15 години во фудбалот, присеќавајќи се на едни од најзначајните активности. Тогаш имаше за времето на Југославија 8 репрезентации. Словенија, Хрватска, Босна, меѓу нив Косово, Војводина, Србија и Македонија и Црна Гора. Во Фоча се викаше Партизанска олимпијада, каде што настапуваа сите. На таа олимпијада нашиот фудбалер кој што играше за младинската репрезентација до 21 година, Борче Ѓурев, беше запазен, беше најдобар во македонската репрезентација и од селекторот на репрезентацијата Милјан Милјанич беше забележан и предложен да се вклучи во подготовките со репрезентацијата на Југославија во Лесковац. Во Лесковац поминавме 7 дена, при што и мене ме вклучи активно во работата со тренери Раде Матич од Хрватска, Скоблар и Енвер Марич, тренер со голманите. Лекари, екипи, тоа комплет на високо ниво. Борче Ѓурев не настапи, ама тогаш конкуренција имаше многу јака. Владан Лукич беше за Звезда што настапува. Така што и други, да не ги спомнувам сега сите. 5-0 ја победивме Грција во Лесковац, а Борче е прв, а ја можда па единствен тренер што сум бил со репрезентацијата, младинската репрезентација до 21 година на Југославија. Своја браќање има градоначалникот Тони Тоневски, представникот од Министерството за спорт Илија Ристевски, како и Радослав Илиевски, раководител на одделението за јавни дејности при општината. Ден претходно, општина Виница ја реализираше манифестацијата Спортски асови 2025, на која беа доделени плакети, благодарници и признанија на спортисти и спортски екипи, меѓу кои за најдобар спортист за 2025 година во Виница беше прогласен Давид Ристов за неговите постигнувања во мотокрос трките. Оваа година имав 4 трки, од сите 4 трки 4 први места на ниво на Македонија, со тоа имам највеќе поени и сум шампион на Македонија во оваа класа. Колку години веќе си во мотокрос? 12 години активно. Се надпреварувам во класа 450 кубика мотор. Имам учествувано во Куманово трки, Велес, Берово, Делчево, тука Виница и низ цела Македонија. 16-годишниот кикбоксер Лука Змејковски го понесе признанието за постигнување на високи меѓународни резултати во спортот. Ова година јас достигнав прво место на државно првенство во Македонија. 2 пати бев прв на европските купови во Европа. Исто така земав 3-то место на светскиот куп и 3-то место на европското првенство. Колку години имаш и колку време се бавиш токму со овој спорт? Јас имам 16 години, ова ми е 11 година како се бавам со овој спорт.
Со овие манифестации, двете општини потврдија дека спортот е високо на нивната агенда и дека ќе продолжат да го поддржуваат развојот на младите таленти, спортските клубови и ентузијастите, со цел да се афирмира здравиот дух и спортската култура во заедницата. Во понеделник на 9 февруари ќе ги имаме и најдобрите и најуспешни спортски имења во Штип на манифестацијата Избор на спортист на годината за 2025 година. Свечената манифестација ќе се одржи со почеток во 18 часот во големата сала на Економскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип.